Ипек, ние сме многу гладни. Од вчера немаме ништо јадено. Јадењето е топло, земете си. Зарем не ја гледаш нашата состојба? Човек ќе покаже малку разбирање. Што ви фали? Во ред, Керко, во ред. Можеме ние и без да јадеме, ајде. И јас да влизам да проверам да не им треба нешто. И онака гледам, ниту ти, ниту Еми не сакавте ни едно обично добре дојде да ни кажете. По сето она што ми го сторивте, да не чекавте добре дојде да ви кажам. Ме наклеветивте вие. Пред цело семејство рековте дека сум во врска со синан, ме посрамотивте. Кај сите барате мана и тоа покрај толку зло што имате направено. Добро. Нема смисла постојано да се навраќаме на минатото како расипана плоча. Добро, че дајде, сторивме такво нешто, ете, се случи, ете. Не јас, туку вие се навраќате. Керка ти не прифаќа дека е слугинка тука во куќава. Се замислува дека е газдарица, а мене слугинка на која може да и наредува. Меѓутоа, и таа е слугинка во оваа куќа, исто како мене. Мамо, јас одам во собата. Нема да јадам. Чекај, јас доаѓам. Не, ти седи и јади. Не, јас доаѓам. И онака немам веќе апетит. Емине? Мајка ми ја боли главата. Има ли лек против болка? Се разбира дека има во фиоката овде. Мамо, без тој лист не можам да влезам на испит. Мамо, може да те побарам подоцна? Треба да ја исклучам. Добра ноќ. Несрин, не сакам да се расправам со тебе. Ипек, треба да разговараме. Слушај, вака не бива. Постојано доаѓаш и ми се закануваш мене. И тоа за нешто што не сум го сторила. За нешто што не си сторила. Со своји очи видов. Намерно ја запали ти таа помошна куќа. А зашто би сторила такво нешто? Затоа што сакаше да живееш во вилата. Браво, имаш многу бујна фантазија. Не е фантазија, Несрин. Намерно и сакајки ја запали помошната куќа. Ама во вилата сме тутнати во една мала соба. Дури и бањата ја делиме со вас. Зошто да ја запалам помошната куќа кога можев мирно и спокојно да живеам таму? Бидејќи не помисли дека тука ќе бидеш туткана во мала соба. Во ред. Што мислиш дека го запали в тоа место? Оди и кажи им на домашните. И ти е вака убаво да те стават пред вратата. И ти ќе бидеш приморана да одиш кај твојот сакан очув. Слушај, Ипек, јас можам да го замислам пеколот во кој што си живеела. Јасно е дека имаш еден гнасен очув. Ако сакаш да се вратиш кај него, оди спокојно и стури го гневот што го имаш кон мене. А ако не сакаш, ќе седиш мирна
и ќе дозволиш спокојно да живееме. Воедно, Ипек, ние доаѓаме од иста средина. И јас имам еден гнасен полубрат. Нема нешто што не би го сторила за пари. И јас никако не сакам да се вратам кај него. Ако поради тебе бидам приморана да се вратам кај него, да знаеш дека и тебе ќе те повлечам со себе. Ипек, Што мислиш дека ја запалив помошната куќа? Тогаш можеш да претпоставиш колку безмилосна можам да бидам. Ако јас заминам, и ти ќе дојдеш со мене, да знаеш. Ипек, Доаѓам. Глупава. Мама многу ме збуни. Уште и станала, отишла по нив. Ама Туба, да си најдеш некоја друга занимација? Обиди се да си создаде живот надвор од оваа куќа. Од здодевност им се наврте на несрени мајкај. Така ли? Во ред, јас веќе нема да се мешам. Несрен повеќе не ме интересира. Токму така. Требаше порано да ја донесеш оваа одлука. Како што кажа? Зашто немам друга работа, дознав што мустра е Несрин и се обидов да ја спречам да му наштете на семејството. Ама за жал не успеав. Сите ме гледате како вештарка која измачува кутро девојче, така ли? Каква врска има Туба? Јас само... Многу добро разбрав што сакаш да кажеш, Берен. Добро, веќе не и се мешам на девојката и може да ја затвориме темата. Туба, мила, ако смирено ме слушаш, ке разбереш што сакам да кажам. Јас го барам ова од тебе само татко ми да биде спокоен. Остави ги мирно, нека си работат. Секако, ако сметаш дека можат мирно да работат, јас нема да се мешам, добра? Туба, те молам. Нема смисла да се лутиш и да се навредуваш. Јас го барам ова од тебе само поради спокојот во куќава. Те молам, не ме сваќај погрешно. Не се навредувам и не се лутам, Берен. Нели јас немам занимација? Па за да не се занимавам со нив, сега ќе си најдам нешто, добра? Туба, не се подбивај со мене. Треба да ги isfrли тие глупави мисли од умот. Ништо не може да има меѓу Несрин и тато. Не.